Централен дневник на К1. Добро вечер. Со дневните актуелности започнуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. ВМРО ДПМН е против импичмент за Иванов. Уредувањето на крајбрежјето на езеро Младост во завршна фаза. Девето од еленците ги добија резултатите од екстерното тестирање. Уредувањето на крајбрежјето на езерото Младост е во завршна фаза. Според програмата на локалната самоуправа направени се и неколку пристапни патеки за лицата со инвалидност. Ќе се постават и столбови за да се заштити урбаната опрема од паркирани автомобили. Во завршна фаза е уредувањето на крајбрежјето на езеро Младост. Според програмата на локалната самоуправа, направени се неколку пристапни патеки за лица со инвалидност. Ќе бидат поставени и столбчиња за да се заштити урбаната опрема од паркирање на автомобили. Иако не било предвидено во проектот, ќе се постават скари за посетителите. Во овој момент се работи, се пробива долниот дел од патот на населбата, на сателитската населба, кај што се продадени новите плацови, кај што ќе објавиме уште нови плацови, бидејќи има повторно интерес за купување на нови плацови и така полека ја привршуваме. Се чекаат согласности за водоводот во Отовица за да се започне тендерската постапка. Со завршувањето на овој проект, езеро Младост ќе добие нов лик. Очекувањата се дека и ова лето езеро Младост ќе биде привлечна дестинација како за Велешани, така и за жителите на другите градови од земјава. До среда, 15 јуни, до Агенцијата за кадастар и недвижности може да се поднесат барања за трансформација на корисничко право на градежното неизградено земјиште во право на собственост. Со воведената посебна постапка во рамки на измените и дополнувањата на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна собственост. Ова е дополнителна шанса за поранешните собственици на градежното неизградено земјиште кои не поднеле барања за приватизација до 15 декември 2014 година. И повикуваме сите граѓани кои се корисници на градежно неизградено земјиште, кои не поднеле барање за приватизација до управата за имотноправни работи до 15.12.2014 година, да искористат можноста и да поднесат барање до Агенцијата за катастар на недвижности заклучно со среда 15.6.2016 година. Со оглед дека веќе од минатата недела се зголеми бројот на барања за трансформација на корисничкото право во право на собственост, шоферите во Центарот за катастар и недвижности во Скопје ќе работат со продолжено работно време до 19 часот и тоа од денес понеделник па до среда 15.6 кога истекува и рокот. Девето од еленците први ги добија резултатите од екстерното тестирање. 123 ученици од најголемото општинско училиште во Велес Васил Главинов го завршиле основното образование. Останатите ученици резултатите ќе ги добијат до крајот на месецов. Резултатите од екстерното тестирање први ги добија девето од еленците. Уште рано наутро на огласните табли од училиштата, учениците можеа да ги видат оценките од полаганите предмети. Некои од нив повеќе задоволни, а некои помалку. Но како што и сами велат, секогаш можат подобро. Што оценка добивте? 4 и 5. А кои предмети ги полагавте? Физика и француски. Секогаш може подобро. Што оценки доби на екстерното? 4 и 5. А кои предмети ги полагаш? Географија и граѓанско. 123 ученици завршија девето оделение во неголемото општинско училиште во Велес Васил Главинов. Ова учебна година 123 ученика го завршија своето девето
одделение, односно последната година завршно, основно. Значи, учениците има можност своите оценки да ги видат утрово, со самиот почеток на работниот ден. Списоците беа испечатени, изготвени од администраторите и беа поставени на огласната табла со самото тоа што учениците има можност да се ги видат своите оценки. И 9 оделенците од подрачното основно училиште во Бозалково ги добие своите резултати. Оценките на учениците од другите оделенија ќе бидат објавени кон крајот на месецот. Викендов во Кавадарци се одржа несекојдневниот настан Алшар 2016, допри го сонцето, открија тајната за почетокот на светот. Овие 2 дена поминаа во голема возбуда и создавање нови пријателства. Организаторите задоволни, велат Аршал ќе прерасне во традиција. Илјадници посетители, велосипедисти, моторџии, планинари, љубители на природата и рекреативци, викендов беа дел од приказната за мистериозниот Алшар и недопрената природа во подножието на Кожув планина. Тоа беше еден несекојдневен настан кој го разбуди авантуристичкиот дух на сите учесници кои со своите велосипеди, мотори и возила, дојдени од цела Македонија, создадоа вистинско шаренило од бои кое ја разби монотонијата на висорамнината Витачево, но и на градскиот асфалт. Главните виновници за ова прекрасно доживување беа тиквешките чакџии кои очекуваат првенчето Алшар да прерасне во традиција. Тиквешките чакџии го нарекоа овој настан Алшар, допри го сонцето, открија тајната за почетокот на светот, имајќи во предвид дека во овој предел се наоѓа и тој мистериозен рудник Алшар, за кој што сите зборуваат, а за кој што се уште не знаеме многу работи. На таков начин ја повикавме и целата јавност и во Кавадарци и во Македонија преку сите медиуми. Чувствувајќи ја убавината на раззеленетата природа во главната зона, покрај многобројните кампови, се уживаше во звуците на електронската и рок музиката. Покрај тоа премиерно беше прикажана и кавадаричката приказна Записите на ѓаволот од Мајдан, а имаше и голем број изненадувања за сите присутни. Тегнење јаже, туркање со рака, скок со вреќа, најбрзо пиење на пиво, а како посебна атракција која го привлече вниманието на многобројната публика беше летањето на спортскиот авион над небото над планината Кожув. Поддржувач на овој настан секако беше и локалната самоуправа и градоначалникот Александар Панов, кој не ја испушти можноста да присуствува на збиднувањата во планината. Се работи за настан кој што е, ја афирмира остатокот од Кавадарци или од нашата општина, кој што е многу години наназад запоставен и онаа миграција село-град го направи своето да многу од селата се испустат. Буквално сум отишол скоро во сите села, во Клиново веќе нема ни една куќа. Така што мислам дека таквата трагична слика и ова што денес го прават точакџиите, како нус продукт и заживување на овие наши напуштени простори. Наредното утро 8 со главната активност, возење со велосипеди на мала и голема тура и планинарење на 15 и 6 километри. Пред почетокот од возењето и планинарењето, на големо задоволство на сите учесници, беше топлиот утрински оброк, а потоа целиот ден помина создавање нови пријателства и откривање на тајната за почетокот на светот, која што имено беше мотото на оваа манифестација. Организаторите за овој настан велат дека сите нивни очекувања се постигнати. Од наредната година овој настан ќе прерасне во традиција. За најбезбедно и најчисто училиште во Македонија е прогласено Кавадаричкото основно училиште Тошо Велков Пепето. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина, уреден и чист еколошки двор, безбедни и сигурни услови за престој работа беа дел од критериумите што ги исполни училиштето за да го добие ова високо признание. Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци учебната година ја заврши со едно големо признание – најбезбедно и најчисто училиште во Македонија. Стручната комисија, формирана од Министерството за образование и наука во соработка со мисијата на ОПСЕ во Скопје, во категоријата на основни училишта за најбезбедно и најчисто училиште во Македонија го прогласи ова училиште од Кавадарци. Смарт таблата обезбедена од страна на МОН е награда за постигнатиот успех на училиштето
училиштето. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина, уреден и чист еколошки двор, безбедни и сигурни услови за престој и работа во училиштето беа дел од критериумите што училиштето Тошо Велков Пепето ги исполни за да го добие ова високо признание. Директорката на училиштето Ѓургица Алексова, горда на постигнатиот успех, се заблагодари на Министерството за образование и наука и мисијата на ОПСЕ во Скопје за укажаната чест и доверба, сметајќи дека посветеноста на работата и вложениот труд секогаш мора да дадат резултати. Безбедноста на учениците и хигиената во училиштето секогаш е приоритет во училиштето и така ќе остане и во иднина. Културно-уметничкото друштво Керамичар со децении насекаде во светот ја промовира вековната традиција на македонскиот народ. 4 дена македонското знаме се вееше во Романија. Се игра македонски ора и се пееше македонска песна. Македонско знаме се развија во Романија. Традиционалните ора и македонската фолклорна музика и овој пат ги стопли срцата на романците. Културно-уметничкото друштво Керамичар во одлично светло ја представи културата и традицијата на македонскиот народ. 4 дена, можеби кратки за промовирање на културата и историјата, но сепак доволни да предизвикаат поттика и интерес за истражување кај романците. Председателот на Културно-уметничкото друштво Керамичар, Томе Јаневски, вели дека токму тие се задолжени за промоција на вековното богатство со кое располага Македонија. Ние сме овдека по трет пат, дојдовме во 2009 година, во 2010 година и годинава сме повторно тука да го презентираме нашиот фолклор и нашата култура, како пред граѓаните на општина Слобозија, а така и пред останатите земји кои имаат учество на овој фестивал. Фолклорот и културата, вели Јаневски, најдобро се презентираат токму преку овие гостувања, кои тие континуирано ги имаат ширум Европа. Токму за таа цел, Културно-уметничкото друштво Керамичар го организира интернационалниот фолклорен фестивал во Велес, каде сите оние кои ќе бидат дел од него со своите фолклорни групи имаат можност да ги посетат знаменитостите на Велес и на тој начин и директно да се запознаат со сето она богатство од традиција, култура, историја и уметност што го има Велес и Македонија. Бензините поевтинуваат за половина денар по литар, додека цената на нафтата останува непроминета. ВМРО ДПМН е против импичмент за Иванов, македонски филм на меѓународен надпревар. Во продолжение вестите од Македонија. Бензините поевтинуваат за половина денар до денар по литар, додека цената на дизел горивата останува иста. Ова е одлуката која денеска ја соопшти регулаторната комисија за енергетика, а започнува да важи од ноќеска на полноќ. Со тоа малопродажната цена на Евросупер БС 95 се намалува за половина денар за литар и ќе чини 63,5 денари, додека Евросупер БС 98 поевтинува за 1 денар по литар и ќе изнесува 65 денари. Се зголемува малопродажната цена на мазутот, истата ќе изнесува 21,619 денари за килограм. Нема промени кај малопродажните цени на Евродизел и на екстралесното масло за домаќинство. Со оваа одлука се врши намалување на рафинериските цени на нафтените деривати во просек за 0,24%, а кај малопродажните цени се бележи зголемување за 0,11% во просек. Од регулаторната комисија за енергетика, како причина за ваквата промена на цената на нафтените деривати, ја посочуваат повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена за 1,25%, како и повисокиот курс на денарот во однос на доларот за 0,84%. ВМРО ДПМН и понатаму останува на истиот став, против импичментот на председателот Ѓорги Иванов. На денешната собраниска расправа за импичмент на Иванов, координаторот на претеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски нагласи дека председателот во ниту еден случај не го прекршил уставот и законите и дека кога се отвара тема за легитимитет на председателот, Димовски рече дека Иванов има повеќе гласови трите партии кои што ја покренале иницијативата за импичмент, а тоа се СДСМ, ДУИ и ДПА. Би сакал да укажам дека на начинот на кој што председателот
ја остварува својата функција и одговара за своето работење и утврдено со Уставот на Република Македонија и неговата одговорност е пред граѓаните и пред собранието, но собранието во оваа постапка до сега бар утврди дека не постои прекршување на Уставот и на законите. Доколку председателот во одредена фаза оцени дека е потребно да се обрати на собранието, тој според друг член од Уставот, за кој што се надевам дека го знаат колегите од опозицијата, има право во секој момент да побара свое обраќање. Во своето излагање Димовски потенцираше дека председателот на Република Македонија зад себе има 540.000 гласови, а сите политички партии заедно кои што се потпишени нова иницијатива имаат 503.000 гласови. Македонскиот краток филм Farewell во конкуренција од 1200 филмови ги мина сите квалификацијски фази на престижниот меѓународен натпревар My Road Reel, организиран од компанијата Road Microphones и е веќе влезен во финалето. Филмот е подготвен од група македонски автори, а е во режија на Пеце Здравковски. Farewell е во трка за првото место според актуелните резултати. Доколку го освои, истиот ќе биде првиот македонски филм кој што ја има добиено оваа награда. Македонскиот филм Farewell е на тема "Војната е бесмислена", представена на метафоричен начин. Според оценките на критичарите, меѓу филмовите кои што се во конкуренција во финалето, се издвојува како еден од ретките кои што имаат филмски квалитет, а актерската изведба на актерот Димитар Ѓорѓиевски е извонредна. Покрај Ѓорѓиевски, улога во филмот има и актерката Симона Јосифовска. Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот во Орландо, во кој беа убиени најмалку 50, а ранети 53 лица. На најниско ниво, споредено со јапонскиот јен од 2013 година, падна еврото и британската фунта, јавија медиумите во Токио. Ова е светот денеска. Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот во Орландо, во кој беа убиени најмалку 50, а ранети 53 лица. Омар Матен, американец со афганистанско потекло, го извршил масакрот кој бил убиен од страна на полицијата на местото на настанот. Вооружениот напад на ноќниот клуб за хомосексуалци во градот Орландо, во американската држава Флорида, кој остави повеќе од 100 мртви и ранети, го изведе борец на Исламска држава, ја пренесе Ројтерс информацијата на новинската агенција на Исламска држава Амака. Сенаторот на Флорида, Бил Нелсон, изјавил дека тврдењата на Амака се уште не се потврдени. Матен пред да отвори оган во клубот, ја повикал полицијата и во телефонскиот разговор се заколнал на верност на ИД, пренесуваат американските медиуми. Во Орландо е воведена воредна состојба, а председателот на САД Барак Обама изјавил дека нападот е чин на терор и на омраза. На најниско ниво, споредено со јапонскиот јен од 2013 година, паднаа еврото и британската фунта, јавија медиумите во Токио. Причина за ваквиот пад на вредноста на двете европски валути, според аналитичарите, се должи на вознемиреноста на инвеститорите поради можноста на престојниот референдум британците да се изјаснат за излез на Велика Британија од Европската Унија. Еврото денеска на берзата во Токио се менува за 119,87 јени, што е негова најниска вредност од април 2013. Во исто време, британската фунта се менува за 151,50 јени, што е најниска вредноста на стерлингот во однос на јапонската валута од август 2013 година. Работната недела започна со малку пониски температури од вообичаеното за овој период од годината. Денес имавме променливо облачно време со локални врнежи од дожд. Да ги погледнеме деталите.
Ова беше се за денес. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.